Почитувани, добро дојдовте во 3D центарот во Скопје. Поддржани со овој 3D центар и од ЕДГ групацијата, вие следите емисијата Минути за дигитална стоматологија. Во ова издание со доктор Марио Јурхар ќе зборуваме за современи диагностички методи во ортодонцијата. Докторе, што е ново во оваа област? Па ново на овие краишта од ова област е така наречениот S-Orto софтвер, како дел од ВАТЕК програмата за рентген диагностички апарати, кој што ни дава пред се една добра стимулација на пациентот како би изгледал пред и по ортодонтскиот третман. Дали можеме тоа да го прикажеме појасно за гледачите? Секако, ова е тој софтвер. Пред се софтверот ни дава една добра диагноза, анализа, пред се менеджмент со внесување на генералии на пациентот, како и раса, што е многу битно од ортодонтски аспект во однос на развојот на лицевите структури. Имаме азиска, афричка и во овој случај каукежен или европејска раса. Понатаму, за една добра ортодонтска анализа и добра симулација со овој софтвер, нас не се потребни една фуллатерална снимка или CT скен која што може да се направи во овој 3D диагностички центар. Потоа имаме една антеропостериорна снимка и секако една слика во лице и една во профил. Сега, многу битна работа да се каже дека овој софтвер ги адаптира, односно ги калибрира CT снимката и сликата направена со фотоапарат или пак мобилен телефон. Откако истото е веќе калибрирано, се прави една 3D, само малку, се прави една 3D слика на пациентот со помош на вештачка. Реално изгледа. Така е. Со помош на вештачка интелигенција со која што располага овој софтвер. Откако тоа е направено, одиме понатаму со анализите врз основа на. Може ли да објасниме што е ова сега што го гледаме во? Така, ова е една алатка многу интересна Davis со која што располага S-Orto софтверот. Самата алатка ни овозможува со помош на компјутерска интелигенција за помалку од 10 секунди да се направат ортодонтски анализи. 10 секунди. 10 секунди баш, и тоа помалку од 10 секунди како што приметивте. Од интерес на секој ортодонт се Штајнерк, Бјорк, Џарабак или пак Даунс анализата. Со само еден клик ја менуваме која анализа сакаме, дури пак имаме и во овој прилог да ја прикажеме анализата, ја имаме средната вредност, со црвено го имаме каде имаме отстапување, додека со сина звездичка ако е во граници на нормала. Семидевијацијата ни покажува колкаво е отстапувањето. Докторе, морам да ве прашам, ова е нешто ново кај нас, нешто што Ова е прво и единствено на овој простор, во Македонија и во овој регион. Нешто иновативно, кое што веќе остави голем впечаток кај доста од нашите колеги ортодонти. Веќе започнаа со работа со овој софтвер и се доста задоволни, а најважно од се да бидат задоволни нашите пациенти. Па така и нивните пациенти се многу задоволни затоа што може да им се направи една симулација како би изгледал нивниот третман. На кој начин ја олеснува работата на лекарите овој софтвер? Овој софтвер ја олеснува работата, како што кажав на почетокот од емисијата, со вештачката интелигенција. Ние моментално ја видовме анализата на фуллатералната снимка, потоа анализата може да се прави, ова е прва анализа, ние ја правиме на антеропостериорна
снимка каде што може да се забележи девијацијата на долната вилица, односно дали имаме наслонување на едната или пак на другата страна од виличниот зглоб. Друга анализа, за прв пат почнуваме дигитална анализа на модели, многу битна од ортодонтски аспект, а за прв пат тоа да биде изведено односно да биде изведено на дигитален начин. Ова е Болтон анализата. Потоа преминуваме кон супер импозицијата или пак профилограмата во овој случај, каде што ни се представени лицевите структури, односно границата на лицевите структури, како би требало да изгледа со сино, а со црвено како изгледа моментално кај пациентот. Ако одбереме all age или пак сите години, гледаме како би требало да се развиваат лицевите структури во периодот на раст, а тоа е од 8,5 до 18,5 години, а пак со црвено е повторно како изгледа моменталната состојба кај пациентот. Супер, со оглед на ова, постојано го поставувам ова прашање, но ме интересира, ова значи дека се користи и кај децата. Многу јасно, значи ова се користи и кај деца, и кај тинеџери, особено е важно ортодонтската терапија да биде почната за време на растот и развојот на вилиците, да се насочат тие биомеханички сили на зъбите и да се добие една убава хармонија и композиција на поставеност на зъбите во устната празнина. Потоа имаме суперимпозицијата, тоа ни покажува за време на пред третман, за време на третман и пост третман како би изгледало поместувањето на лицевите структури. И најинтересно, самиот софтвер ни овозможува да направиме симулација на пациентот. Ова пациентка има блага ортодонтска аномалија, меѓутоа за подобар приказ јас би ја одвел во трета класа пациентката и би ја вратил повторно во првата класа и вие замислете сега од трета класа да се врати пациентот во еден нормален преклоп и со негов приказ како би изгледал пред и по ортодонтската терапија, гледате, тоа се придвижува. Вака ве гледам, многу лесно и едноставно работите, но вашето искуство најверојатно го налага тоа. Дали е едноставно за работа? Дали софтверот е едноставен за совладување? Софтверот е многу едноставен за совладување. Нормално треба соодветна кратка обука. Базичната стоматологија сите имаме во рацете, додека пак технологијата само ни ја олеснува и прецизира работата. Имаме специјалисти ортодонти кои што се нормално специјалисти од нивниот аспект и ова само ќе ја олесни работата, а воедно и ќе ја представи нивната терапија како би изгледала према нивните пациенти. Уште пат кога ќе се презентира како би изгледал пациентот пред и по ортодонтската терапија, мислам дека нема потреба повеќе да правиме муабет. Докторе, очигледно е дека ова го леснува работењето на ортодонтите, но дали овој софтвер им помага и влијае некако врз пациентите? Овој софтвер многу влијае врз пациентите. Тоа е не само од ортодонтски аспект. Еве во прозорчето консалт или консултација, ние имаме една симулација, всушност да видиме како би изгледала терапијата, например со овие брекети, или пак во однос на класите, како изгледа пациентот, како би изгледал по ортодонтската терапија, а исто така не само од ортодонтски аспект. Тука може да вметнеме и орална хирургија, гледаме дека има пародонтологија. Значи буквално целосна историја значи тука целосен стоматолошки третман може да се презентира во однос на
третманот на пациентите. Еве, например, имплантологија, претходните беа кариологија, исто така може да се вметне и така натаму. Овој картон е многу битен, кој што го содржи овој софтвер, како што реков на почетокот, овој софтвер со овој софтвер може да се направи една добра дијагноза, анализа, план на терапија и следење на пациентот. Па така во овој картон може да ги внесуваме посетите на пациентот, што се работело, како се работело и со кои материјали се работело, за да пациентот биде сигурен, меѓутоа и докторот да си има еден документ со кој што тој би се представил пред надлежните органи дека ја извршил работата како што било по процедура. Докторе, благодарам многу. Ви благодарам. Почитувани, ова беше уште едно издание на Минути за дигиталната стоматологија, каде што видовме колку е значајна и важна. Следете не и понатаму.